Јас, пошто не сум од овде, искрено овде ми е прв или втор пат да возам велосипед во Скопје, во главниот град, но не се чувствувам секогаш многу безбедно, посебно во овие населби, во Карпош и во центар се окей, бидејќи има велосипедски патеки, но овде не. Секој ден возам, а многу безбеден не се чувствувам, пошто нема патеки. И низ кисела вода нема. Ја во кисела вода живеам, една патека, не знам дали патека може да се каже, ова не е патека, ова е пешачка патека. Не е за точици, дека е. Треба да пазиш секаде да се вртиш, дали иде некој за тебе, пред тебе, да лево, десно, на семафори и така. Многу е опасно, ама. За жал, имаме се уште проектирање на нови такви делници, широки булевари или улици, каде што нема велосипедски патеки. Има проектирање на нови, каде што има, меѓутоа имаме и нови пуштени улици во употреба, каде што има или никаква или минимална субстандардна инфраструктура. Замислете вие да имате булевари со 3 ленти, на тие булеварите да имате контењер овде, столпче, тука жардинјера, онде транспарент, некој билборд, што и да треба тие да се заобиколуваат, да треба да се намалува брзина за да се помине низ две столпчиња, па да имате неслеани рабници или тумби-румби цело време, каде што мора цело време со колата да намалувате брзина, да проблем е. Зашто кога за колите се проектираат широки булевари со рамни ленти прави за да може без никакви препреки да се движат колите, а кога се проектира за пешаците и за велосипедистите, ако има препреки, тие не се толку битни зашто тие можат да ги заобиколат. И сите тие препреки ја прават инфраструктурата небезбедна. И кај нас безбедноста никако секогаш се става на последно место. А безбедноста е причина број 1 за неодлучување, да речам, за користење на велосипедот.